Прилеп ќе добие локален акцијски тим за борба против насилниот екстремизам и тероризам, како дел од националната стратегија за борба против овој вид на насилство. Од Центарот за заедничка основа кој одржаа состанок со представници од локалните институции, полицијата, НВО секторот и верските заедници. Истекнуваа дека иако во помал обем, се уште постојат одредени форми на насилство, особено помеѓу младите. Затоа интензивно се действува преку училиштата, а целта била идните генерации да комуницираат без насилство и со почитување еден кон друг. Социјална кохезија, градење на доверба помеѓу представници од различни заедници, преку настани кои што децата ги доближуваат, било преку спортот, преку културата, да градаме мостови, значи преку деца, преку овие активности, а истовремено да ги учиме младите како да комуницираат меѓу себе на еден ненасилен начин, како да градат доверба. Од Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и радикализам вела дека во целиот процес биле вклучени наставници, професори од областа на трудот и социјалата, образованието, како и верските заедници, како битен сегмент во превентивата од насилен екстремизам. Убедуваат дека сега во Македонија не постоела опасност од радикализми и насилство во поголеми размери. Апсолутно не сме во опасност од тоа. Значи ситуацијата не е тоа што беше порано. Значи веќе имаме луѓе кои што работат на теренот, веќе имаме луѓе кои што работат на случаите. Ние работиме со школите, работиме со професорите, работиме со сите сектори кои може да придонесува тоа на спречување и намалување радикализам и насилство, без разлика дали тоа е верска, дали тоа е етничка или било каква радикализација или насилство може да постои. Надлежните институции во Прилеп велат дека ситуацијата во градот е мирна и стабилна на ова поле и дека нема опасност од никаков вид на насилство.